што збориш. Глупости, брат, мислам. Тимот е добар, тимот игра за Меси, Меси е бог и тепаат, брат. За една работа со Роналдо согласувам и веќе завршувам на тема Меси Роналдо зашто му мара. Затоа согласувам со него дека европското негово е можеби потешко од светско и на Аргентина. И он кога кажува европско дека е потешко од светско, не кажува вистински дека е потешко, туку кажува дека светските што ги освоиле Аргентина се полесни од европското што го освоил Португал. Јас така го гледам зашто на Роналдо секогаш му е тоа главната тема. Ама Роналдо исто секогаш во продолжетци го освои. Ама што е тоа без битно? победа. Велс, Шкотска, Велс, Хрватска, Франција, не знам ти кој Шпанија, брате мој, тоа се држави што Аргентина ги нема видено на светско. Пенали. Не беа пенали, продолжетци беа само првиот нокаут раунд. Нормално продолжетци беа сите. Ама не е битно тоа. Значи ти пак, како продолжетци и на Франција им го дадоа продолжетци голот за да освојат. Ти нема 0 вар одлуки против неа на ова светско, а 8 вар одлуки во полза на Аргентина. Мене тоа ми е многу силен аргумент. Тоа е пошто судиите на лице место судат против Аргентина и после варот им поправа одлуката, брат. И да не беше ембола, може ќе ги тепа и тогаш да видиме дали ќе збореа дека е рик. Добре, дојдовте назад во уште една епизода. Не знам по број која е веќе. 6-7. Не ми се верува дека ова го кажа. Не го сеќам. 6 или 7. Оваа епизода ќе имаме малку поразлична дискусија. Нема да правиме predictions, нема да правиме такви работи, ќе збориме за што. Ќе збориме за доста контроверзна тема околу светското, надвор од надпреварите, а тоа е целава ситуација со Аргентина. У принцип, многу сакавме да снимаме ваква епизода, затоа што идејата за подкастот доаѓа од ваков тип на дискусија, каде што јас и Кире, као за крај на сезона, ќе тропаме глупости, ќе си враќаме пинг-понг. Он ќе се негодува дека јас мислам дека е местено за Аргентина, јас ќе го убедувам дека е местено, ќе се подкараме можда малце, на тоа целиме, природно. Така да, Кире, јас мислам дека е време, може да почнеме од најновото и да се враќаме на назад. Прво, вчера правевме муабет у група и ти ме убедуваше дека, не вчера, ама пред неколку дена, дека можеби 60-40 само судат за Аргентина и дека се друго е чисто и поштено. Може ли да почнеме од таму? Ја не знам дали можам да ти кажам точни бројки на како се суди. Ти кажа дека 80-20 или 90-10, не знам како беше. Да. Ама мислам дека на вакви првенства, и тоа ти го дав како аргумент, секогаш за големи луѓе, големи имиња, големи репрезентации, има наклонетост од суди. Тоа е нормално според мене, и го има и во други спортови. И во други утакмици на првенство се деси истот. На повеќе утакмици, така да кога ќе се случи за Аргентина, многу се збори, пошто Меси е многу пиплива тема, светот е поделен на Меси и на Роналдо и мислам дека тоа се креира такава галам. Па добро, ама тоа се случува и на други утакмици. Се случува на Франција, се случува. Па да, ама не се случило некој од тие тренери да искочи да го кажува, да кажува се гледа дека има фаворитизам кон Аргентина, тренерот на Египет, тренерот на Капе Верде дури. Се случи и на Мароко тренерот, кажете. За Франција? Да, и он кажа нешто, а исто така каже и на Швајцарија тренерот за дајвот на Ембола. Добро, тука е смешен, брат. Се согласувам. Мислам дека само онака влагаат на возот, додека не. Па да, ама јас затоа што веројатно сум на другата страна од таа приказна. Многу работи веќе почнуваат сомнителни да ми излегуваат. И теории на заговори, ова било така и она било вака. Зашто Меси до 2018 на светски првенства немал ни 3 гола, па одеднаш има 8-7 пенали. Пеналите. Има 9 пенали од 2 светски првенства. И Франција имаат исто толку. Немаат, го правевме муабето. Исто имаат. Исто. Кои се тие 5 пенали? 9 пенали 8 на 2 светски имаат Франција. 8 на 2 светски? Да. Ја не сум сигурен за ова. 8 или 9. Нема шанс. Еве на светско колку пенали добија французите? Мене само ми текнува на финалето прошло светско првенство на Ембапе што му дадоа пенал и пенал. Мене сега ми искачаат пошто, нели јас сум на Меси алгоритмот. Мене ми искачаат стварите за кои што ги теретат Аргентина, а ги прават други репрезентации.
А Франција и Аргентина имаат исто. Сега не знам дали на Аргентина до тогаш им досудија уште 1 плюс па имаат 9 или се 8, ама Франција имаат 8. Ова ќе го проверам, не сум сигурен дека е така, ама ете, затоа што не го имам проверено, ќе кажеме дека е така. 9 пенали во 11 утакмици. Друго што видов, за годинешна употреба на ВАР. Ова го видов вчера. Има поделба направено као хитмеп колку имало ВАР одлуки, односно обраќања кон ВАР на судиите, каде што се менувала одлука во полза нечива или да речеме на штета на друг тим. И на пример да речеме кај Бразил од 7 ВАР одлуки, 3 превртили у нивна полза, 4 превртили у полза за другите и Бразил да речеме е на таа линија каде што хипотетички не ги фаворизира ВАР. Португал на пример исто не е толку добар пријател на ВАР, дури е од државите подоле. И имаш горе, не знам, мислам дека и Франција не е второ место, туку второ место е некоја така, Швајцарија држава. Аргентина има 0 ВАР одлуки против неа на ова светско, а 8 ВАР одлуки во полза на Аргентина. Мене тоа ми е многу силен аргумент. Тоа е пошто судиите на лице место судат против Аргентина и после ВАР поправа одлуката, брат. Црвениот против Алжир? Односно не црвениот против Алжир? Тоа можеше да биде црвен, меѓутоа ново имам контрааргумент и сега не можам да ги вадам тука од телефон да ги покажам, а може да ги ставиме сите скриншоти на екран подоцна. Кај што има само на ова светско првенство голем број на такви нагазнувања што не се досудени на црвен картон. Многу голем број. Прва утакмица Имаше неколку што беа црвени, ама има многу што што не се црвени досудени. Има и против Аргентина дури. Од Швајцарија нагадени неколку пати и претходната со Египет имаше. Според мене беше така да ја мислам, брат, дека е едноставно така се суди, брат. Зашто не збориме за црвениот на Роналдо? Ајде да збориме за тој такмици. Да, ама тоа е аргументот дека е направен исклучок и се согласив за тој, мене не ми се допаѓа. Се согласувам. За тие што не знаат, Роналдо добива црвен картон во квалификациите за светско првенство и му станува само уште една утакмица со Ерменија. И он добива директен црвен на утакмицата пред тоа, ја одигрува, односно ја преседува утакмицата со Ерменија и теоретски има уште 2 утакмици на кои што не треба да играш, што уствари парадоксално се поклапаат да бидат првата утакмица од групната фаза светско првенство и втората утакмица. И ФИФА, поради некоја причина, неам прочитано кој е точниот аргумент зашто ја донеле таа одлука, му го повлекуваат црвениот на Роналдо, немало формална поплака од Португалија за повлекување на црвениот, туку едноставно паѓа таа одлука неколку месеци пред да почне светско првенство и Роналдо де факто и ги игра двете утакмици у групна фаза. Арно ама, мене тоа ми има многу повеќе, ми прави слика дека е поише светско во Америка мора да е Роналдо и тоа е маркетиншки трик нивен за да направат кеш. Па може и Меси да е. Не можеш да ме убедиш, искрено и најотворено ќе ти признам дека Роналдо дали бил, дали не бил на терен за Португалија, веќе го нема тоа ниво што го имал до пред години, каде што е тоа проблем за Португал. Искрено, отворено признавам дека е така. Ама ете ти една одлука што иде у полза на Португал и уште една одлука со која што јас се сложив со тебе, ама после се отсложив. Нови случаи се отсложив со косата, брат. Со која? За офсайдот? За допирот на топката, што ја суди на коса, а после мала на жица, брат, што се гледа дека мала на жица на сите снимки и не пријавува. И не пријавува. И тоа можеме да ги земеме како 2 одлуки у полза на Португалија што се големи. Не, втората беше Англија-Норвешка, ама те сваќам. Ја сакам да кажам дека на Португалија голот против Португалија имаше многу помало влијание врз остатокот од акцијата него жицата на Англија. Тука можам да ти давам контра да ти речам дека самиот факт дека можеби и доволен аргумент е во позиција на офсайд, тоа пасивен офсайд, односно каде што играч кој е во офсайд директно влијае на играта, самиот факт дека играчот на Португал оди кон кој беше голот, не е битно кој играч, тој што е обвинет за офсайд, предизвикува игра да привлече играчи на кај него, додека позади дреме играч у офсайд, се отвара одбраната и целото движење на играта е предизвикано на таков начин затоа што еден играч има офсайд. Да, он не ја допира топката, се испостави дека допира, не знаеме дали тоа вистина. Да, не ја допреше, немаше да биде офсайд. Ама влијае на играта. Офсайд позицијата во која што се наоѓа хрватскиот играч влијае на играта. Ама ако не ја допреше, немаше да. Точно. Ќе беше гол. Ќе беше гол апсолутно затоа што допира играч на Португал. Позицијски сваќам што збориш. Зборам за
Досудено беше ради допирот. Точно. Тоа беше одлуката судиска. Тоа Инаку позициски те сваќам. може да се каже за 5 години, 10 години може ќе откриеме дека ете излажале FIFA и сами ја изместиле графата, ете допре топка иде Португал дале. Арно таа конкретно за таа утакмица можам да ти кажам дека предолго се играше утакмицата, требаше пред 3 минути да заврши. Португалија имаше одлуки против неа, Хрватска имаше одлуки против неа, така да не гледам тука аргумент дека тоа е наместено за да Роналдо стигне до следната фаза, затоа што тоа само ќе донесеше до продолжетци. Тука може било што да се случи, ја не викам дека Португал 100% ќе Добро, тепаше. може, него аз зборам за судиски одлуки кои што нели се на едната и на другата страна. Ама овие се мене ми се блатантни, очигледни прерипувања на правилата во полза на Меси. Мене ми беа и со Египет на место. И таму имаше брат против Аргентина, ти го пратив видеото. Може и тие скриншоти веќе да ги лупаме тука бре. Тебе ќе ти давам видео да го едитираш. Има милиарда ситуации кај што се суди и за Аргентина, ама и против Аргентина, искрено брат. Да се вратиме сега на едно светско поназад, 2022. Не, чекај, уште имаме тука да Ајде. правиме муабет. Значи, имаш фаворитизам, еве, за Меси со црвениот картон со Алжир. Имаш фаворитизам за Роналдо со црвениот картон. Имаш фаворитизам за Америка со црвениот картон повратен на Америка. Ама пак правиме муабет за една, знаеш што Така. беше смешниот аргумент тука? Дека сите ситуации на светско се случаја каде што има неправда. Само Аргентина е у сите можни ситуации исто поврзана. Друга работа. Аргентина имала лесен ждреб. Дали го видиш ждребот на Португалија ако завршеше прво? Тачно, не го споруваме тоа, значи Ако јас сакам вака работи што се зборат, да си ги кажам. Пошто многу се збори против Аргентина. Друга работа, со пеналите го покривме 8-8 и уште една 9. работа или 9-8. Се едно еден пенал може сега ми дадат на Аргентина, на Франција 2. Уште една работа што сакам да расчистам, пошто преска истражив, многу ме интересираше ова, пошто бев исплашен дека ќе го кажеш, може да го кажеш после. Дека Меси, пошто немал Копа Америка, го организирале 3 пати у 5 години. така, Порано Копа Америка се одржувала на 2 години. така е. Си има и една по друга одржано историски, па на 3, па малце на 4 и сега враќаат нешто прават. Значи Копа Америка историски нема како другите првенства стандардна шема, него прават, се организираат според други првенства, си ги прават турнирите. Така да и тоа пак е вода и уште една работа. Меси ако влезе во финале ово светско првенство, ќе има 3 финали на 6 светски. И тоа кој е Меси е рип, а Ембапе ако има 3 од 3 е као леле. Ама брат, немаше ни блиско до таква контроверзија. Ете Франција играше Има финал. ете 8 пенали има ти Ле, ова мора да го проверам, ама нема везе, тоа со пеналите го ставаме на холд затоа што убеден сум дека не биле толку, ама во ред. Сега гледав статистики, човече, не сум сигурен дали може само сум гледал поише Роналдо фаворизирани профили, могуче и тоа. Небитно. Сега идам у 22. Се што се случи контроверзно придонесуваше кон тоа Аргентина да ја скрши утакмицата. И со Холандија, тоа никогаш нема ми излезе од глава. Меси на сред терен ја мава топката со рака. Судијата му е кај што ми е мене камерава. И за тоа гледа видео, знаеш. Немој ова да ми го дебанкнеш. Ај кажи. Значи ја мава со рака и Меси се издава сам и затоа и Ван Дајк реагира како што реагира, затоа што он како што ја удира топката и почина да му се објаснува на судијата без судијата општо да стави свирче уста. Така да Ама Меси ја мава топката пошто пред таа акција има акција кај што се прави фал врз Аргентина и се стопира ја играта. не се продолжува играта у оваа ситуација. Не се стопира играта. Ама таму треба да биде досуден, Жолт картон. таму треба да биде досуден пред тоа се суди, значи се игра, судијата суди предност за Аргентина. Ама ти зборам дека е активна игра, да, апсолутно. Слушај. Значи се суди предност за Аргентина. Играта продолжува и во предноста на Аргентина Холандија ја освоила топката. Тоа е одлука на судијата. И тука Меси ја фаќа топката, пошто во 9 од 10 случаи треба да се прекине таму играта. Ама кој бе онда ја фаќа топката со рака, бе? Брат, многу играчи го прават тоа. Не сум сигурен. Абе да, кога ќе падне некој кога мисли дека ја фали, кога ја прибира топката, тоа сум го гледал милиарда пати. Брат, ова е на средина на терен, игра иде дали и он прави. И знаеш што има уште еден аргумент. Тоа, пошто аргументот тука, тоа не е ситуација за црвен картон, тоа е ситуација за жут картон. Жут картон е да, не И викам аргументот е дека тоа ќе му биде втор жут картон и ќе искочи од утакмица.
Ете, ова плюс аргумент на моја тема. Ама добро, ти не си го знам, ама јас што читам по интернет. Тоа се дешава пред месец има жут картон. Така да, онако добила жут картон за таа ствар, Немало да може да го добие вториот. може би ќе бил многу по-предпазлив, може би ќе бил многу помирен, така да, Пеналот со Полска. окей. Таму ете, може би да треба да добие жут, ако Не, тоа е во ред, тоа е во ред. Треба да досуди рука, не може Меси да се понаша така и да си игра баскет кога он сака и да рече не, ја ги знам правилата, сега ќе играме наш фаул заради предност. Не ја допираш, може да престанеш да играш, да речеш, и да отидеш кај судијата, предност ово она, или да пројде акцијата и да се буниш на вар, ама ти да ја фаќаш топката со рука, то било кој друг. Па не дај Боже Роналдо да го направи тоа на утакмица, колку ќе збеснат. Мислам дека ќе пишти Sky Sports до 4 саат тоа бај. кај тебе ќе бештат, кај мене вака се ги стат, брат, на алгоритм. Шезни со Полска. Доаѓа долга топка, Шезни ја удира и како што паја у петерец, Да, тоа каде не е што пенал, да, голманот тоа не е е апсолутен бог, па пак и да дали Аргентина да Тоа ви не таа е одлука. пенал, тоа не е пенал. Ме разбираш? Ама окей, тука е ти И давам. на вар го гледа. Тука Не ти е... давам можност кај што е 60-40. Абе, какво 60-40? Ја ти реков у група, памтам уво, реков 70-30, зашто знам дека ако ти кажам поише, многу ќе те напнам. За мене е 90-10, да не речам 100-0. Не бе, брат, што збориш? Глупости, брат, мислам. Тимот е добар, тимот игра за Меси, Меси е бог и тепаат, брат. Башка се аргентинци играат прљаво, не викам дека не, ама мислам дека со тоа што играат прљаво ги тераат другите тимови да играат малку попрљаво и се ствараат такви ситуации што се брат 50-50, 60-40, 40-60. Леле, не, многу е јако дека Роналдо и Меси фанови нема никогаш да дојдат до крај на оваа И тема. многу луѓе сакаат да играат со Аргентина така, Аргентина шала на страна, Добро. Меси е таков тивок, Да, без смирен, него ништо бачка не прават. Ете, мислам, се. ама Тоа ги тера другите тимови да ги мразат. Играат и они насилнички према нив. Утакмиците им се хаотични, тоа морам да го признам. јас искрено Ама мене тој фудбал на пример ми се свига. И аргентинците како се понашаат и тоа што ги шутна Аргентина на клупа па им праја вака, ми има добро, много. тоа е нивна, да. Таму немаш никаков фаворитизам кон Меси, признавам, за провокациите апсолутно. Ама еве на пример се играат со Англија полуфинале. Единствена варијанта каде што гледам Аргентина да оди понатаму е ако си ја добијат утакмицата поштено. Затоа што Англија е веќе пресериозна репрезентација каде што не верувам дека Инфантино и ФИФА ќе се осудат да им прават контроверзии, можда грешат. Баш ќе видиме, ќе се докаже. Арно, ама баш заради таа причина што мислам дека нема толку многу да имаат наклонетост од страна на судиите, сега за прв пат после две светски првенства ќе видиме вистински како игра Аргентина против голема репрезентација. Ова ми е најискрен став на темава и затоа мислам дека нема ни да биде блиску за Аргентина. Ќе видиме. Сам Англија се многу добри. Тука исто не ти зборам на тебе, на хетерите им зборам. Имаше едно видео што адресира зашо Аргентина нема никад играно со многу големи репрезентации и го покажува брекетот на сите светски првенства како репрезентација типа Англија испаѓа пред игра со Аргентина, како Точно. Бразил испаѓа пред игра со И Аргентина. тука може има контроверзии. И како Аргентина никад не играла со Италија. Не, Меси нема играно со Италија. Италија 3 светски не игра. Е па да, тоа е нивна И кога игра во вина. финалисима ги тепа. Така да се збори поише според мене него што има фаворитизам, што не викам нека го нема. Ама пак ќе ти кажам, мислам дека го има за повеќе луѓе, не само за Меси и Аргентина. Значи ставот твој е дека не е местено, ама дека го сакаме Меси поише затоа што е добро дете, добра дечко. У кратки црти. Го сакаме пошто е, брат, толку голем. Мислам, ја верувам дека секој судија има на секој такмица фаворит. Верувам у тоа. Не може толку многу Меси да го сакат, ама во ред. Па брат, дека е најдобар. Не, но дека е најдобар, Најдобар е сега тоа. Ево, кажав пред камера, брат, ако ви се верува. дека е најдобар е природно да има повеќе фанови. Ме разбираш? Ама не судиите. Абе, И не затоа- судиите, ама ете и у Англија на пример, многу од пошто у Англија, не знам како и другите лиги, секој судија мора да каже јавно за кој тим навива кога добива лиценцата. И сите имаат стајано некои четврто, пето лигаши, Да, знам. за да не се изјаснат. За да не кажат Меси. Океј. Затоа, за една работа со Роналдо се согласувам и веќе завршувам на темава Меси Роналдо зашто му умара. Затоа се согласувам со него дека европското негово е можеби потешко од светски на Аргентина. И он кога кажува европско дека е потешко од светско, не кажува
вистински дека е потешко, туку кажува дека светските што ги освоиле Аргентина се полесни од европското што го освоил Португал. Јас така го гледам, зашто на Роналдо секогаш му е тоа главната тема. Ама Роналдо исто секогаш во продолжетци го освои. Ама што е тоа без битно? победа. Велс, Шкотска, Велс, Хрватска, Франција, не знам ти кој Шпанија, брате мој, тоа се држави што Аргентина ги нема видено на светско. Пенали. Не беа пенали, продолжетци беа пенали, беа само првиот нокаут раунд. Дормо продолжетци беа сите. Ама не е битно тоа. Значи ти пак, како продолжетци и на Франција им го дадоа продолжетци голот за да освојат. Па добро, ама сега на претходно се збореше дека Аргентина играле свој продолжетци. Тоа е фудбал, брат. Со некои Сите тие што ги играат у продолжетци, гледа, стварно губеа спротив сите можни екипи губеа, брат. У нокаут фаза. Не со Со Швајцарија не решен. И овој доби црвен човече, како можеше да си го направи? Ја почнем да забегувам. И да не беше ембола, можеки ги тепа и тогаш да видиме дали ќе збореа дека е рикт. Можеки ги тепа, брат. Веќе ја завлекуваме. Епизодава траеше подолго од што требаше. Останува да видиме. Тоа беше уствари. Останува да видиме, има уште малку утакмици. Следната е со Англија. Не знаеме дали ќе биде оваа епизода извадена до тогаш, се надеваме дека ќе биде. Да. Ќе бидам extra fast. Да видиме какви се предвидувањата. Искрено, можно да се мачат многу и можно да испаднат. Ја кажав во предвидувањето дека ќе пројде Аргентина, а му исто кажав дека сум бајас на таа утакмица, пошто Фер. пошто тоа е се твој добри, тим. пошто се добри многу. Единствена ствар е што Джет Спенс игра на таа позиција. Да. Он ќе се чува со Меси, а он е најслаб во Англија годинава. Сега со норвежаните беше добар. Ќе твикне нешто Тухел. Не игра прва Джет Спенс, барем прошлава не играш, ама ќе видиме, да, јасно. Ја мислам дека ако е секако што треба и ако судиите не се толку голем карактеру на утакмицава, Англија е според мене фаворит и според нели експерти и така дале. Темава нема да заврши за Аргентина, дали е фаворизирана, дали е местено, дали ова, дали она. Затоа ќе го продолжиме ова некогаш во следно издание. Мојот став е тој, на Кире ставот е тој. Буром од јавија, стварно му умори, брат. Ја, брат, тек сега приметувам, знаеш дека у подкастов, пошто од прва епизода случајно беше тука плаво, таму црвено, све ни се огаѓа, брат. Стварно бе, брат. И сега и Аргентина со Португал црвено плаво. Да би, леле, точно. А јас случајно пијам Powerade на секоја емисија. Мене го кола ми е. Кола и Powerade така ги ставивме случајно, не дека ги наместивме дека јас сакам поише Powerade. Не, случајно може дечките позади имаат нешто да ни искараат кога ќе заврши снимањето, може они да чуваат, ние да не знаеме. Пак си пиевме Powerade и Coca-Cola. Powerade и Coca-Cola, Copa do Mundo. Copa do Mundo, like, share, subscribe, не заборавајте и бројме уште многу малку субскрајбери до 300 еден giveaway, да. Така да. Like, share, subscribe. И се гледаме у наредна. Се гледаме у наредна. Чао, чао. Чао.